Гроздоберот стартува порано, цените утврдени на време. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски задоволен од постигнатите цени од 20,8 денари за килограм вранец и 18,3 денари за смедеревка. Овие цени се за 2,8, односно 3,3 денари по килограм повисоки од ланските. Трипуновски вели дека цените се истакнати на терен, инспекторите го контролираат процесот за грозијето да биде платено соодветно на квалитетот. Она што беше постигнато практично определена цена, откупна цена, односно производна зголемена за 25% како откупна цена, веќе се спроведува на терен, сите винарски визби ги имаат истакнато цените кои што ги препорача Министерството за земјоделство. Инспекторатот е на терен, ги контролира овие процеси, го имаме ветено пред земјоделците и остануваме на зборот да инспекторатот го следи целиот процес, да се елиминираат и најмалите простори за сомнеж при делот на откуп. И ја лично ќе бидам присутен на терен. Годинава се очекува намален род на грозијето поради проблемите со наводнувањето и климатските промени. Трипуновски уверува дека новото раководство на водостопанство ќе ги исправи проблемите со достапноста на водата за лозарите и ќе ги санира сите уништени системи. Ние како влада ќе обезбедиме доволен број на средства, односно финансии во буџетот за 2025 година за да ги санираме сите уништени системи кои што се практично нефункционални и имаме најголем проблем во минатото заради тоа што немаше вода или пак немаше доволна количина на вода, која што на практично трпеше и самото земјоделско производство. Лозарите задоволни откако добија историски највисока цена за грозијето. Од Националната федерација на фармери велат дека конечно системскиот пристап дал резултат и ги повикаа инспекторите да излезат на терен за да спречат евентуални манипулации со шеќерните единици од страна на откупувачите. Побара и од винарниците да ги почитуваат договорените цени. И на куминатата недела беа исплатени субвенции за произведено и предадено винско грозје во висина од 953.000 евра кон 4.100 лозари.